Празни улици, страф и несигурност што понатаму. Ваква е состојбата во Дебар, од како градот неколку дена живее живот во карантин и тотална изолација поради ширењето на коронавирусот. Африм Каркути, жител на Дебар, преку Скајп за Гласот на Америка вели дека помеѓу локалното население постои загриженост од евентуално зголемување на бројот на заболени, но отисите се свесни за моменталната ситуација. Сигурно дека не е лесно да се живее денови во Дебар, да се затвараш во својот дом и да се откажеш од секојдневните навики и активности, но кога се мора изгледа све е можно. Прво заради лични интерес и за интерес на најблиските. Страв и загриженост кај народот има, но има и една голема одговорност кон исполнување на препораките. Каркути вели дека движењето низ градот е сведено на минимум. Домовите се излегува само заради набавка на храна или на други артикли неопходно во секојдневниот живот. Полиција има, се врши контрола низ градот, скоро да се и невидливи, а све со цел да не се ствара паника во градот. Значи, максимално професионално си ја вршат нивната работа. Од кризниот штаб велат дека состојбата во Дебар и центар Жупа е мирна. Црвениот крст заедно со штабот ги идентификува сите потреби на терен на граѓаните и на истите им ги исполнува нивните потреби со прехранбени материјали и со лекови кои имат малце страх. Но ние цело време апелираме до граѓаните да бидат мирни, да бидат во своите домови. Каркути објаснува дека Дебар и дебарчани низ историјата покажале дека секогаш излегуваат како победници во разни ситуации. Така очекува да биде и овој пат. Многу блиску е месец април, месец на празници, и се надевам дека ќе помине ова ситуација за да заедно славиме и Рамазан Бајрам и Великден и на крај сите заедно да славиме победата над ова светско зло. Од кризниот штаб во Дебар велат дека институциите се на ниво на својата должност и ги преземаат сите мерки за справување со оваа состојба. Од Дебар за Гласот на Америка, Мики Трајковски.